Друштво и вам ќе ви прави почитуваната Марија Конеска, психолог, денеска во нашето студио. Ивана ќе даде и советна најава, меѓутоа еве да ве дадеме вовед апропо и денешниот 1 јуни, меѓународниот ден на детето. Соодветно, можеби Марија имаме со оглед на тоа дека таа има и свој четиво книга за која што ќе говори на крајот од разговорот. Децата имаат природно право да растат во семена средина, а нивниот најдобар интерес треба секој пат да биде водечка основа за одлуките што се носат во однос на нивната грижа. Инаку, семената грижа е најдобрата алтернатива за децата без родители и без родителска грижа. Таа не се однесува само на обезбедување на покрив над глава на детето, туку на нудење на топлина, љубов и емотивна поддршка кои само семејството може да ги обезбеди. Така што денес се прашуваме, зар постои нешто почисто и посвето од детската соза која моли, од детската насмевка која облагородува, од детскиот звонив глас кој што ја грее душата. Затоа наша мисија денеска повторно сутринска на Телма е секој пат да подсетиме дека секое дете ги има истите права. Заслужува да биде сакано, да има покритна глава и секако да биде безгрижно, особено во првата фаза од својот живот. Така е денешниот меѓународен ден на детето, со кој што го започнуваме овој нов месец јуни, е ден кој што е посветен на радоста, на иднината и на соништата на секое дете, а се разбира и сето она кое што светот генерално е одговорен да им го пружи на децата. Или секој од нас посебно како поединец во однос на и едукацијата и свесноста, совесноста за тоа како навистина треба да се растат децата, што значи да си има едно безгрижно и среќно детство, а како исто така да воспитуваме среќни, а не совршени деца. Една од нашите теми е токму тоа, но имаме повеќе теми на кои што ќе разговараме во продолжение, како што спомене и Марко во денешната утринска на Телма, Марија Конеска, која што е психолог и верувам добро позната на нашите гледачи со оглед на тоа што ова не е единствена тема или единствено гостување кое што сме го реализирале во рамките на утринска на Телма, се со цел да позборуваме на оваа важна тема, но истовремено се разбира и да најавиме нешто кое што е ново, актуелно, а повторно посветено на децата. Марија, добро утро и добро дојдовте во утринската. Добро утро и добро ве најдов. Честитки за коренни крилја, до тоа ќе споменеме со Ивана на самиот крај, едно прилично обемно и убаво четиво кое што следниот период ќе посакаме да пристигне во домот на секој родител и дете, ама пред се да го нотираме и денешниот датум, се обидуваме ние некако символично да ги одбележиме, а потоа и некако да направиме некаква синхронизација со истата, па мислам дека се соодветна денес и дама која што работи долги години, нели, во своето поле на кариера како психолог со децата, па така што точно знаеш и да влезеш вистински во челите на нашите најмлади чинители или креатори на општеството и заедницата. Така е, долги години со децата, долги години со родителите, секако и со младите, и тоа ми представува најголемо задоволство во мојата работа, каде што создаваме, растеме личности пред се, и тоа е она најважното кое едно општество пред се треба исто така да го прави. Многу е важно да напоменеме токму на овај ден, меѓународен ден на детето, кој е донесен нели пред многу години, мислам дека 1954-та. До 25-та, 54-та, така да. Од Обединети нации, подоцна нели декларација за правата на децата и конвенција за правата на децата. Овој ден е всушност со цел да не подсети и да ги подсети сите чинители во општеството дека грижата за децата е многу важна. Тие се работи тука само за правата на детето, всушност самите права се услови за подобар живот, односно соодветно растење и развој на едно дете. Дете кое е иднината на едно општество, иднината на родителите, иднината на нас како личности и ја отсликува целата онаа слика како ние всушност живееме. Преку растењето, преку начинот на кој ние ги растеме и воспитуваме тие деца. Така да светскиот ден односно меѓународниот ден на детето треба да не подсети сите нас како чинители во општеството, и како родители, и како стручни соработници, и не мора да сме родители, дека детето не е само иднина, туку и сегашност. Всушност да го согледаме дека секој еден ден треба да му се посветиме на тоа дете за да расте и се развива. Дека секој еден ден сите ние сме еден пример за тоа дете како треба да расте и да се развива, како ние треба и на што треба да обрнеме внимание
токму на тоа дете, колку да биде слушнато и на кој начин да се погрижиме за неговите права. Верувам, од досегашното искуство можеме да процениме, ние можеби нели некој како родител, некој од она што го обсервира секој ден, дека современото дете во светот во кој што живееме го има можеби најудобното баш свое живење или да речем постоење. Со оглед на тоа дека нели ако ги видиме посуровите начини во минатото, меѓутоа чувствувам дека не ги почитуваме тие денес удобности. Има ли простор за грижа дека потешко ќе стане од сега, барем од твојата канцеларија или од твоите 4 ѕида каде што знаеш често пати да слушнеш секакви приказни? Агресијата е поприсутна од некогаш, Марија? Многу поприсутна е агресијата. Спомнавте, го имаме најудобното. Што е најудобното? Најудобното од материјална смисла? Да, го имаме на вистина најудобното, но дали е тоа единственото што најважната потреба на детето? Дали е тоа што му треба на детето? Затоа што првите права на детето и најважните, нели, услови за детето се љубов, безбедност, припаѓање, да биде слушнато, да биде видено. Тоа не се обезбедува материјално, тоа се обезбедува со емоционална блискост на родителот, присутноста на родителот, свесноста на општеството да ги обезбеди тие услови на безбедност и припаѓање, на сигурност во тоа општество. Секако се почнува од најмали нозе, од таму каде што родителот го обезбедува целото ова, но не го обезбедува материјално. Јас имам многу деца во пракса во мојот центар што доаѓаат, да, материјално имаат се, но многу се посурови. И празни. Многу се празни. Нивните родители немаат време да бидат со нив. Токму тоа е она што им недостига. А подоцна ќе се запрашуваме како родители зошто моето дете е агресивно, се му е дадено. Па не треба да му е се дадено. Детето нема да научи ниту граници, ниту почитување, ниту емоционална зрелост, ако се му е дадено. Никаква контрола на апетитите своји. Нема контрола на апетитите. Всушност, ние како родители не го согледуваме тоа. Мислиме, ако се му дадеме од материјална смисла, дека тоа е тоа најважното, еве се му е безбедено, претера, што сака сега? Сака близкост, сака слушање, сака да бидеме тука, да му ги слушнеме чувствата, да му покажеме дека некој верува за него, верува во него и тука е за него. И сака и граници, бидејќи детето не знае како да постапува, не знае како да се однесува. Светот ќе го изгази. Ние мора да го научиме не само на права, туку и обврски. Всушност, ако го учиме детето да биде почитувано, ние треба да го научиме и да почитува. А тоа се учи во домот. Најнапред се учи на правила, но се учи и на обврски исто така. Не се учат правата без обврски. Да, едно со друго работите се поврзани, а токму овој ден не потсетува на тие некои важни нешта за кои што треба и секојдневно да говориме. Велиме, можеби како никогаш порано во денешно време е апсолутно неопходно да се зборува за децата. Во нашата утринска одвојуваме многу често време да зборуваме за овие важни теми кои што се поврзани за децата, токму заради тоа што не само тие, туку и родителите, и наставниците и сите ние кои што сме дел од животот на децата, да кажеме, секој на различен начин инволвиран, но и како општество сме исто така пред предизвици за тоа како во денешно време треба да се воспитуваат децата. Заради тоа што живееме во едно време кое ни носи и многу нови нешта во однос на технологијата и многу брзо работите се менуваат, доаѓаат нови нешта на кои што треба првенствено ние да се прилагодиме, а потоа нели се разбира на тоа да ги насочиме и нашите деца. И верувам тоа се дел од прашањата во Центарот за развој, едукација и советување Маша и Марија, вашиот центар Марија, кои што имаат прашања токму посочени со тоа како првенствено ние да си одговориме на собствените прашања и предизвици како родители, а потоа тоа нормално да го пренесеме и на децата. Родителот секогаш треба да биде пример во пракса за детето или за неговото однесување, отколку само во теорија и зборување. А тоа е една убава голема свесност кај родителите, сепак родителите доаѓаат со прашања до нас, каде ние грешиме пред се и каде ние треба да подпомогнеме, што треба ние дополнително да знаеме како родители и што е оно што сме го пропуштиле. И тоа е одлично, тоа е одлична свесност. Но има многу родители кои доаѓаат, ги носат своите деца да ги поправиме, а они немаат време.
за своите деца. И многу важно нешто кога ние ќе кажеме треба да работиме најнапред со вас, затоа што вие сте сликата за детето, особено со помалите деца кои нели учат низ примери најмногу. Тука веќе имаме момент каде што треба да објасниме, но секако родителството не е лесно, особено денес во овај брз и комплексен начин на функционирање и живење, и самите ние како родители и јас сум родител и дефинитивно застанувам страната на родителите, не само страната на децата, застанувам како разбирање од страната на родителите, затоа што ние секојдневно треба да се спремаме како да разговараме со детето, треба да се прилагодуваме на сето она што многу брзо се случува во општеството и му е пласирано на нашето дете и на кое на вистина во голем дел не можеме ние да влијаеме како родители, но можеме да потпомогнеме во тој пат. Така да не им е лесно на родителите и бараат, многу одговори бараат и се борат со себе, се борат со општеството, се борат со се она што е брзо и наеднаш им се пласира и на нивните деца. Имам чувство дека една сурова реалност живееме, дека и притисок, вие сте и мајки, ќе се можеби сложите со мене дека баш таа сурова реалност ни создава притисок дека мора во секој чекор, секој миг да бидеме совршени во секој поле. Нели некој пат и тие несовршености како родители треба едноставно да не си даваме толку цели, да бидеме најдобри во кариерата. Најдобри веројатно треба да бидеме само дома и со нашите деца. Тука треба да го посветиме веројатно најголемото внимание. Знаете како, не мора да бидеме совршени, не мора да бидеме најдобри. Нашите деца не го очекуваат тоа од нас. Не треба да бидеме совршени, само треба да бидеме присутни. Нормално е да грешиме, а подоцна се лутиме нашите деца што грешат. Многу е нормално да грешиме, низ грешки учиме. И нашите деца треба да ги пуштиме низ грешки да учат. Видете, општеството, односно сето тоа на социјалните мрежи што ни се пласира као толку многу совршено, толку многу најдобро, и ние бркаме да бидеме и ние токму такви, но тоа не е реална совршеност. Реална е совршеноста дома, ние да седнеме, да се чувствуваме мирно и спокојно, дека можеме на секој еден начин да разговараме со нашето дете. Детето да се потпре на нас, ние да се потпреме на него, а дека ќе постојат грешки, дека ќе постојат тешкоти, тешки моменти, да, ќе постојат. Само да бидеме тука, присутни, да има детето каде да се врати, да ни каже секогаш, зошто да бидеме совршени? Детето ќе памети оно што чувствувало, нема да памети колку ние сме му дале, колку тоа изгледало, вау. Ништо тоа не е важно. Марија, не ни можеме да бидеме совршени. Да, од досегашната пракса, што е можеби најголемата тивка болка на денешните деца што некој пат возрастните родителите не ја препознаваат? Од пракса јас можам да кажем, од сето тоа што го носат децата во нашите канцелари, емотивната блискост и потребата родителите да бидат тука, да бидат слушнати и разбрани од своите родители. И едно агресивно дете го чувствува истото, и едно повлечено, мирно дете кое најчесто имета поинтровертно или екстровертно дете. Сите тие најчесто, не генерализираме, но најчесто од пракса е моментот недоволна присутност, слушање и разбирање од страна на родителот. Затоа, главно кое го кажам, колку децата ден се слушнати или дали ние како родители ги препознаваме соодветните потреби на детето. Детето нема да ни каже агресивен сум, ова ми пречи. Директно нема да кажат децата, но тоа ќе го покажат преку своето однесување, и ние треба да бидеме тука, постојано присутни, да можеме да го забележиме, да ја забележиме таа промена и да го запрашаме. Како се чувствуваш? Тука сум, да видиме што се случува. Ајде да разговараме за ова. А не, например, дојде детето, каже, не ме прифаќаат, никој не ме прифаќа во училиште, а нели едно-две дете не го прифаќаат, ама детето тоа така го доживува. Никој не ме прифаќа во училиште. Ајде, не измислувај. Како да не... Така најчесто реагираме, но не е тоа правилно. Па видите, можеби во нашите очи, нашите чувства, нашето гледање е на тој начин и е такво. И можеби па немаме време, можеби навистина не го разбираме, но да застанеме, секогаш да застанеме, без разлика детето што ќе ни каже. Тоа е негово чувство, не е наше,
и треба да го сослушаме неговото чувство. Зошто тоа дете се чувствува така? Затоа што и ние сме биле деца и ние сме го чувствувале тоа, ама некако многу потешко се враќаме назад да се навратиме како тоа нам ни се случувало и зошто сме се доживувале неразбрани од страна на родителите. Така да баш токму таа блискост и токму тоа е и основата и на прирачникот, односно на книгата која се издава, колку ние ги препознаваме потребите како родители, што све ете ни е потребно како помош да може да си помогнеме сами на себе како родители, затоа што секако не сме совршени, не знаеме се и нема пак да бидеме, но да бидеме поприсутни во животите на нашите деца. Да, и повторно се враќаме на оно кое што го споминавме, а тоа е еден од факторите или она кое го имаме во денешно време, се повеќе брзање некаде или во трка со времето, а се помалку време за она кое што велиме е најважно. Ако на меѓународниот ден на детето или на вакви денови се зборува за правата на децата, некако веројатно треба да ги препознаеме, да ги знаеме, односно да не ги забораваме, но исто така и да ги научиме децата кои се нивните права. Како би или што би потсетиле во овие минути и на овој ден, кои се најзначајните права кои што треба секој од нас да ги знае, а кои се загарантирани за децата и како децата да ги научиме кои се нивните права? Така, најважните права ги знаеме: право на љубов, право на безбедност, право на здравје, право на припаѓање, грижа, образование пред се. И сето тоа не е ни малку, да кажам, материјално. Може да се каже образованието, но образованието почнува од најмали нозе и тоа почнува од дома и од нашите зборови. Право на љубов, право на безбедност, право на слушање, припаѓање, право на здравје. Сето тоа е обврска наша и на родителот, и на наставниците, и на општеството. Најнапред, во првите години, односно, онаа обврска на родителот е токму тоа, да му го даде токму тоа право на љубов, на безбедност, на припаѓање, да го отпочне соодветно развојот на детето. Подоцна во школските години наставниците е добро тоа да го знаат, всушност да му го дадат правото на да му го потврдат правото на учење и правото на развој пред се. Правото на учење не е само учење математика, македонски, историја, биологија, туку многу повеќе од тоа, создавање на тоа дете како личност и растење низ емоции пред се. И токму тоа право на учење и развој е нешто кое треба и училиштето да го покрене, а правото на безбедност пред се, онака кажано, е обврска и на општеството кое треба да му го обезбеди на детето. А за детето да си ги знае своите права, правата не се секогаш да прави детето што сака. Вообичаено така го размислуваат луѓето, нели, права на децата, каде се обврските. Правата одат заедно со обврските. Пред се ние треба да ги научиме преку пример. Ако сакаме детето да не почитува, го учиме и да не, ако сакаме детето да биде почитувано, го учиме пред се детето како да почитува дома од правила и начин на и граници да се имаат за некои работи, да. Да, да се постават граници и кога поставуваме и ние граници, дека нашиот глас е важен, ние го учиме и дека неговиот глас е важен да се слушне, со тоа што токму тие граници ги поврзуваме со љубов, припаѓање, слушање пред се. Така да сите права треба заеднички и заедно да се развиваат, и заедно да се растат и во домашни услови, и во школски услови, и самото општество. Детето ќе ги препознае и ќе ги знае своите права, кога ќе почне, нели, исто така да ги учи од примери дома, како ние се однесуваме меѓу себе и како ние всушност и се почитуваме пред се меѓу себе, а со тоа учи и тоа како да се почитува само себе и да си го почитува својот глас. Марија, кога може би е најсоодветно време од досегашната пракса да се сподели на детето да се отворат тие животни хоризонти, дека светот не е совршен, дека постои диверзитет, дека за жал некаде постојат студени војни и така натаму, да се искусат преку можеби разговори со родителот, со мајката или со таткото, дека доколку, нели, како велат, 20% си во срекните деца или нација, доколку имаш покрив на глава, родители, чиста облека, чиста вода и така натаму. Имам чувство дека постојано бараат нонстоп адреналин, апетити и дека некој пат им создаваме чувство дека поголем ризик на дете, нели, е неуспех или пак можеби стравот од успехот.
Тоа ме интересира исто да ни кажете. Знаете како кажав токму тие граници, треба детето да го учиме и на добро и на лошо, бидејќи детето кога ќе го пуштиме, не знам, после 16 години, ете, баш во средно влегува во водите на општеството, да кажем, Баш имаш во таков луѓето. сличен пример дома. Имам 16 годишна керка, да не биде изненадено, да не тресне веднаш од земја. Од најмали нозе се учат децата што значи светот, што се случува, но тоа оди полека. Како се учи, со тоа што се почнува, се остава детето да сгреши. И дека Нели, со неуспехот е доза дел до од каде? процесот. Дека неуспехот е дел од процесот, дека треба да учи чекор по чекор како да го расте, како да дојде до успехот, дека сето тоа е чекори кои носат до успех. Но детето треба да се остави да падне, за да научи да стане утре, бидејќи светот ќе го турне многу пати. Ние ако не го научиме токму на таа самостојност и свесност од најмали нозе, нели, преку мали примери, кога ние како родители му дозволуваме на детето да падне, да стане, да сгреши, да спознае што значи ако направи вака, дека ова носи последици, дека ова е вака, ова е така, полека детето се учи. Така да некаде во трето оделение ќе не запраша зошто луѓето умират, зошто светот е таков, зошто ова се случува, мамо, први така. прашања. Да, баш токму тука се случуваат тие прашања, токму во тој период, ние веќе да ја имаме основата, веќе сме поставили одредена основа со децата и многу отворено и искрено да им одговориме, нели, со нежност, љубов, безбедна средина каде што секогаш да знаат дека може да се вратат, да се потпрат, затоа што тоа не е така лесно децата кога ќе им кажеме дека светот не е толку совршен како што ние ти го пласиравме сите овие години, затоа што како родители нели сакаме, а и го имаат тој свет, сепак е дома. Сепак е дома детето и сето тоа што он не го гледа светот. Но како и да е, светот ќе го изгази ако ние не го научиме на сето тоа, така добро е децата да се пуштат да прават грешки, а не веднаш нели се реагира на тие природно прават грешки, но да учат како тие грешки кои чекори понатаму треба да ги преземат за да стигнат до успех, да бидат подобри и дека светот не е навистина совршено место, дека сепак е многу убаво место и тоа никогаш да не го заборават и да живеат повеќе со позитивна слика за светот отколку со негативна. Да. Но и од грешките се учи, нели? Ние како возрастни правиме грешки или како велиме човек учи додека е жив, а за да научи нешто мора претходно нели и да сгреши. Па од тука можеби прашањето во насока колку често родителите грешат, а не осудувачки или дека како родител нормално е дека и секојдневно може да се греши, туку од страна на тоа дека да, ако сгрешиме и сме свесни за тоа, тогаш колку сме отворени да поставиме прашања и да се едуцираме. Никако во денешно време едукацијата и настана како еден начин на недоразбирање што значи тоа да се едуцираш или што значи тоа да му поставиш или да не му поставиш граници на своето дете. Па разни полемики се водат и на социјалните мрежи, какво е тоа либерално воспитување или како е дозволено на децата во секое време или за се да прават така како што тие мислат, поточно им е дадена буквална слобода. Од друга страна, кои се пак вистинските граници кои што треба да се направат и веројатно тука лежи едукацијата, ама лежи тука и дилемата, што често пати родителите со која што се соочуваат практично, па отворени ли се за овие прашања и колку сметате од искуство и од пракси, од работа и со родители и со деца, дека тука може би се прават почестите грешки? Така е, како што кажавте, но ќе се навратам наназад пред неколку години, повеќе години, ние имавме, ама последниве 2 години немаме едукативни школи за родители. За жал, да. Да, токму тие едукативни школи опфаќа предучилишен, училишен, тинеџерство и адолесценција, каде што имаш стварно многу родители кои беа пријавени, стварно имаше доста примери, директно се работеше освен групно и индивидуално, директно со нивните деца и тоа беа доста успешни школи кои треба повторно да ги покренеме, немаме време. Да, токму ете во тие школи, да кажам, доста се дискутираше, односно и се работеше токму на тие, до каде границите треба да се постават, до каде треба да се пушти детето, до каде не треба да се пушти, каде ние грешиме како родители или не грешиме. Прво и основно беше ние секако грешиме и тоа е во ред. И кога ќе си признаеме за нас, ќе признаеме и грешка на нашето дете, но ќе застанеме да бидеме нели присутни во неговите чувства пред секога, ќе го слушнеме детето и му дадеме една
безбедна средина, тука многу работи се отвараат. Кога ќе знае детето дека неговите чувства се слушнати, дека може да дојде дома да тресне, крши, да се изнавика и да се чувствува сепак сигурно, а не да се плаши да ни каже, дека нема да биде казнето, но од друга страна дека нема да биде тоа туку така оставено, туку ќе научи како треба да се однесува. Тука лежи едукацијата на родителите. Колку ние во сите едни моменти можеме да бидеме барем присутни. Кога сме присутни, самите деца ќе отварат доста патишки и чекори на нас родителите како да постапиме. Но тоа трпение, знаете, е прилично се пониско и пониско како доаѓаат годините од страна на родителите или се помалку па и едукација прифаќаат, а токму тука е главната основа каде што како родители ние цело време учиме. Јас често зборувам и во сеансите, и јас сум родител и учам, секој ден учам од моите деца и останувам нешто да го тргнем на страна што сум го сметала како важно или токму така дека треба, да ги сослушам нив затоа што растат на вистина во едно грубо време, во едно сериозно време каде што многу им е тешко, многу потешко од нас, тие треба тука да се вклопат. И тоа не е лесно, а ние сакаме од една страна и да поставиме граници, од друга страна и нели да ги пуштиме и да им дадеме права на нашите деца и да ги сакаме пред се. Сето тоа е прашање секој ден, тоа се прашања секој дневно, низ примери, низ дозвола на децата да ни ги пренесат чувствата, а така се отварат и патиштата кои ни даваат многу одговори како родители. Марија, да. Сега само да споменам дека се соочуваме и во ова време, за жал, со информации кои што пристигнуваат да се однесуваат на адолесцентите или на тинеџерите, кои што веројатно во тој период од животот или во таа возраст кога некако работите се гледаат поразлично или се доживуваат поразлично, често пати има ситуации кои што се непосакувани, па имавме и лоша статистика на телефонски повици на Лобушевска линијата која што е од првата детска амбасада во светот меѓаш и повиците кои што се однесуваат токму на тоа повик за помош или нешто со кое што тие се соочуваат, сакаат да го кажат, бараат начин, но секој се разбира индивидуално тоа го изразува. Дали е тоа аларм дека можеби треба да се приспитаме што и како или на кој начин треба да како општество да ги растеме, односно да ги насочуваме децата, бидејќи менталното здравје навистина прилично раздрмано ако зборуваме за младите. Многу одамна ние имаме аларми, ова е пресериозен аларм, кога децата бараат помош на друго место, а не дома. Кога децата веќе до толку се преоптоварени, толку притисок чувствуваат, нели да бидат совршени и да бидат дел од ова општество, што е навистина товар кој го носат децата, треба да бидеш совршен, ако не си совршен, ако не си најдобар, ти си никој. И тоа е и во домашните услови, не мора да му кажеш, можеш да му покажеш преку примерите кои ги правиме како родители. Многу голем аларм, каде што треба да се запрашаме пред се како општество. Што ние како општество навистина правиме за тие деца? Како навистина се грижиме за тие деца? А потоа нели како родители, како стручни работници, како наставници, како образование, како ние навистина го водиме тоа дете, низ кои вредности, кои слики на светот и општеството. Така да ова е, да кажем, последен аларм, каде што децата не бараат помош од нас, а бараат од друго место, затоа што не им е лесно. Многу им е тешко да живеат токму во ова општество, а ова општество е стварно сурово за нив, а треба да им кажеме дека е убав светот, дека се е добро, дека се е окей, или дека постојат навистина неубави работи се случуваат, но ние сме тука заедно. Не го доживуваат дури ни заедништвото. За жал. И бараат помош. Децата, барам во мојот центар, она што го забележувам, повеќе доаѓаат тинеџери, млади по своја волја, односно 90% се по своја волја, отколку родител да го донесе детето. Они се многу повеќе свесни за своето ментално здравје и што е она што им фали и како сакаат да се чувствуваат, па бараат помош од психолог. Некако меѓу младите сум препознатлива па од еден на друг. Децата сами се јавуваат и доаѓаат, а јас не смеам ако не се нели полнолетни без родителите и тука
Ама ние сакаме родител да секако родител тоа што е во просторијата тука останува, па ќе видиме до каде сето тоа може да оди, но ние мораме заедно со родителите да работиме додека децата нели се малолетни. Децата се посвесни за својата состојба и бараат помош, ама бараат на места каде што претпоставуваат дека ќе бидат слушнати веројатно. Не може да бидат во најблиската средина. Верувам дека Марија секој од нас како родител денес го бара и го посакува најдоброто од своето дете, но дали некој пат несвесно бараме премногу од нив, па тука се постава прашањето да ја побараат Марија, Ало Бушевка или било која линија. Апропо нели за среќни и совршени деца, кога започна притисокот дека детето треба да биде најдобро, најуспешно, најсовршено и така натаму? Од најмали нозе постои тоа. Кај нас родителите, ние сакаме, нели, си имаме одредена слика, имаат родителите одредена слика, какво дете сакаат. Да, какво дете сакаат, ама токму тој притисок што му го правиме на детето, не го оставаме да биде свое. Секој дете си има свој пат, си автентично. Греши, докаде може, не се сите со развојот на исто ниво, а ние сакаме во се да ни е совршено, во све да ни е најдобро, онака како што сме замислиле, нели, за да се пофалиме со нашето дете, ова е нашето дете, но детето си има свој јас. И треба да го почитуваме тоа негово јас. Да, меѓутоа не е реликвија за да го, нели, ставиме пред пиедесталот да кажеме тоа е најсовршено дете. Так, и не треба, секако тоа е најсовршено дете за нас и така треба да го прифатиме. Секој дете има своја посебност и е совршено само по себе, само треба да му дадеме шанса да си ги отвори своите патишта, да си го види она што е вредно кај себе, да му ја дадеме одредената вредност пред се како личност и како дете од најмали нозе. Но притисокот кој го правиме создава една таква оддалеченост, да кажам, кај детето и токму тој притисок влијае кај детето и да се оддалечи и да се бара себе и да не се познава себе колку е вреден или не е вреден, каде што веќе во средно доаѓа во судир со општеството, во сето она што значи да си совршен или како ти вредиш, како што ни посочуваат социјалните мрежи, како што им посочуваат, но со таму се мерат децата. Природно е да се споредуваат и мерат, ама денешната мерка и споредување преминува граници. И затоа тука сме ние како родители главна улога играме каде што вредноста му ја покажуваме на еден друг начин, дека вреди како личност на еден поинаков начин, а не преку лајкови и преку сето она што верификација од ги бараат верификација, навистина бараат затоа што им треба таа подкрепа на децата. Тука говориме за самодовербата или веќе сме во тој дел, ако зборуваме за самодовербата, но и препознавањето на емоциите. Многу често, веројатно, и ќе се запрашаме како е најдобро да ги објасниме емоциите кај децата кога зборуваме за чувства и ретко кога може да се објаснат буквално со зборови, но и кој е вистинскиот начин да се одгледа или воспита дете со самодоверба. Поточно како да влијаеме ние на неговата самодоверба и често пати сакаме примери, вака во пракса како тоа изгледа. Покрај дефиниции, секако секојдневните примери се особено важни. Како да му се влие самодоверба на детето и како да го учиме да ги препознае своите емоции, кои што може да бидат различни во текот на еден ден. Така, самодовербата не се расте ти си најдобар, во никој случај, туку се расте преку одлично е ова што го направи, браво, ајде да видиме што можеме понатаму. Дали можеме навистина нешто понатаму. Но кога ние веднаш го растеме и сакаме онака кога детето ќе постигне, браво, ти си најдобар, одлично, браво. Веќе тука ние не го учиме затоа што утре светот ќе го турне, во други очи нема да биде најдобар. Треба да го научиме дека вреди такво како што е и дека неговите чекори вредат, но дека секогаш може да постигне нешто повеќе. Самодовербата е и храброст. И ние како родители го учиме нашето дете преку примери, но и преку начинот на кој разговараме и за емоциите, но и за начинот на растење на неговите вредности низ целиот живот и целиот тек на развој на тоа дете. Пред се, како што кажав, не си најдобар, всушност не се каже на тој начин. Туку
да научи дека има и подоле и погоре и дека он вреди посебно како личност и на тој начин детето ќе има сигурност самиот во себе дека знае како да оди напред, дека некој може секогаш да застане покрај него, дека знае дека тоа што го постигнал е добро, но ако знае дека е најдобро и некој утре го турне во животот, тука самодовербата и несигурноста многу расте, самодовербата паѓа многу ниско, бидејќи ние не сме му кажале на детето дека вреди како личност. Емоционалната зрелост тука игра многу голема улога, каде што емоциите треба секогаш да се дел од растењето на самодовербата на нашето дете. Не значи дека ние, ако го растеме нашето дете како самоуверено дека тоа дете нема да има несигурност, нема да има паѓање, нема да плаче, да му е тешко. Јас растам ќерка која е многу самоуверена, ми велат дека навистина дури премногу самостојна, но секогаш знае, многу пати знае и таа да биде несигурна, да има прашања, да не е добро, да е тешко, ама знае каде да застане, да праша, да се подпре, да се запраша себе колку вреди. Целиот тој е еден процес, чекори како растат децата, а секако со прирачник со родители оди прирачник за деца и тие треба и нив им треба насоки, техники како тие да си го развиваат тоа чувство кај себе и да се растат како добри личности, така да покрај родителите секогаш заедно со децата на кој начин тие сами да се развијат, зашто како родители немаме ние толку многу техники в рака секогаш. Јасно. Затоа има некој кој што има, а тоа треба да го прашаме или да го побараме и за среќа го добиваме на еден добар начин, а тоа е и книгата која што наскоро може да ја видат или добијат оние кои што ќе бидат на промоцијата. Марија, за тоа вие во продолжение подетално, една од меѓу другото нашите теми е исто тоа што можеме да најавиме на 13 јуни, промоција на Корени и крилја, живот на едно дете, така е насловена книгата, која што го зборувавме, верувам само еден мал дел од тоа кое што може да се најде во содржината на книгата која е со прилично поголем број на страници, но ајде во продолжение подетално и за промоцијата и за книгата. 330 страници, не знаат луѓето, па еве сега да посочиме, да кажеме. Книгата е всушност една насока за родителите, но и за сите оние стручни соработници, наставници, сите оние кои работат со деца, всушност и сите оние кои еден ден биле деца, сите ние сме биле деца. Книгата е книга за детството, книга за емоциите, книга за односите помеѓу детето и родителите и сето она кое се случува како предизвик во однос на тие односи, сето она кое му се случува како предизвик на едно дете, низ растењето и развојот, низ неговиот развој и растење. Така да самата книга има неколку делови и намерно се нарекува Корени и крилја. На детето најнапред му се потребни корени по неговото растење, односно родителите кои можат цврсти, безбедни и сигурни корени символиката. Постават, да. Насловот стоеше многу одамна, но собираше материјал и материјал за да може да произлезе ова дело и ова дело е всушност одраз на целата моја работа наназад, но и одраз на моето детство и сето она кое низ искуство јас како дете сум го собрала и поради кое јас станав психолог и работам со деца и со родители, така да самата книга има неколку делови. Корени се растењето на детето, како родителите да постават една емоционална сигурност за детето, за да го подкрепат понатаму да биде посигурно во иднина, но и на детето му требаат и слободни крилја за да може да полета во животот, односно да може да застане на нозе само и самостојно, или да може да оди низ овој свет кој кажавме дека е навистина понекогаш суров. А сето тоа бара една доверба, подкрепа на детето, растење на таа самодоверба кај детето, за да може детето комотно и слободно да расте понатаму и да се развива како личност, односно да му дадеме верба на детето и да го подкрепиме токму со тие вредности кои ги има детето за да може да оди само по патот. Целта на прирачникот немаме ние таму рецепти, туку имаме практични примери. Полна е книгата со примери од секојдневие, примери од случаи, внатре се ставени реални случаи од пракса кои се нели модифицирани и накратко напишани за родителите сами да се препознаат во примерите, каде што има доста и секоја една тема
и подтема е подкрепена и со научни сознанија, подкрепена со професионално објаснување од стручен аспект, како и многу насоки за родителите и вежби за родителите и техники, како они да постапат и како они да се препознаат. Всушност, ова е помош и поддршка на родителите, пред се да го разберат детето, да го разберат развојот, да се вратат и во своето детство и да се пронајдат и себе, за да можат спокојно пред се да го растат своето дете правилно понатаму. Самата книга ќе се промовира, односно ќе има промоција на 13 јуни во сабота во Трач бар во 17:30 часот, каде што ќе имаме изненадувања со деца, со музика, мене сите настани ми се со деца, така да самата промоција ќе ја будат деца, каде што ќе се пренесат емоции, ќе се пренесе сето она како однос меѓу родител и дете што се случува, една емотивна. Значи, една мала панел дискусија помеѓу вас. Така, една емотивна. Па не баш така, ајде нека биде изненадување, каде што имаме уште едно изненадување што ќе се случува и што дополнително ќе се даде токму на оваа промоција. Да, добра е метафората на корени и крилја, бидејќи некој пат се фокусираме повеќе на криљата отколку на корените, а едно без друго Едно без друго не оди. За да му дадеме крилја, дефинитивно е многу важно да има сигурни корени. Кога има сигурни корени детето, подоцна многу полесно може да ги расшири крилјата за својот живот, дефинитивно, но и секако не може и крилјата не можат понатаму без да му дадеме на детето и корените не можат само да бидат корени без да му дадеме на детето и крилја понатаму, затоа што детето не останува во домот, туку излегува и има свој живот. Да, ете и тоа може да биде завршна порака или оно кој што сакаме да го испратиме на денешниот меѓународен ден на детето, до сите оние кои што не следат, сите кои што имаат и тоа како улога во воспитувањето на децата и секој од нас како одговорен поединец или генерално или колективно како општество, па уште еднаш можеме да го испратиме пораката или да ја или подигнеме свестост во однос на тоа што значи да се едуцираме секојдневно, да ги согледуваме можеби работите кои што не ги правиме баш правилно или не да се водиме според правила конкретно, туку и според чувства и што значи тоа да се направи еден баланс помеѓу и корените и крилјата или на каков начин и да ги движиме децата во секојдневието, а потоа и да ги направиме вистински личности со нели убав и среќен живот, како велиме, среќно дете, здраво дете или здрава иднина, а тоа верувам го посакува секој родител. Марија, благодариме за вашето гостување и за тоа што еве денес имавме можност во рамките на утринска на филма да се посветиме на овој ден малку повеќе, да најавиме нешто убаво исто во оваа насока за промоцијата на корени и крилја и верувам во следна прилика со нови и важни теми, впрочем, како и досега. Ви благодарам и вас и верувам дека ќе допреме не само со разговорот, туку и со делото до родителите и до целото општество, што е она кое му е потребно на едно дете да расте среќно и здраво.